Би сакала да го повикам професор доктор Дончо Донев, подпредседател на МЗМУ, да го одржи неговото излагање на тема отворен пристап и предаторско објавување. Почитувани колеги, ве поздравувам сите, посебно професор Дијана Плашевска-Карамфилска, председател на Македонско здружение на медицински уредници. Благодарност до професор Трајковски за организација на оваа трибина и за неговата покана да учествувам како предавач. Темата што ја избрав е на предаторското објавување, предаторски издавачи и списанија, што е еден од најсериозните проблеми на отворениот пристап, најсериозните слабости. Резултатите од научните истражувања се преведуваат во клиничката пракса и се споделуваат преку објавување на трудови во научни списанија. Со отворен пристап сега, главно, со рецензија, нели? А се во интерес на доброто на пациентите и така наречената медицина базирана на докази. Финансирањето на медицинските истражувања може да биде од различни извори, од донатори, фондации и од владата, главно преку грантови за истражувања, кои што образуваат обично за да се објават резултатите од истражувањата во рецензирани списанија. Моделот Gold Open Access доведе до создавање на илјадници грабливи списанија за лесна заработка преку ограбување на авторите. Бројот на грабливи издавачи и така наречени лажни списанија, предаторски, постојано се зголемува во последните 2 децении. И засега тоа практички е тешко решив или може да речеме слободно нерешив проблем, бар така изгледа, може само да го ублажиме. Предаторските списанија можат да наштетат на научната и клиничката пракса и да го нарушат научниот интегритет, квалитет и кредибилитет, особено ако навлезат во престижни бази на податоци на кои се базира медицината базирана на докази. Научната комуникација е во сериозен ризик и закана за квалитетот на објавените статии, кога научниците, авторите ги понудуваат своите трудови со резултати од научни истражувања да се објават во тие предаторски списанија, кои обично не се доволно транспарентни и практично се губат драгоцени податоци. Што представува моделот на отворен пристап? Јас на кратко ќе кажам, а потоа во следните предавања и поопширно ќе биде зборувано за тоа. Моделот на златен отворен пристап подразбира плаќање на авторите за објавување на статија во научно списание, за покривање на трошоците за обработка на ракописот, проверка на квалитетот, проверка на етичноста, нели, подвргнување на плагиаризам и самата рецензија на трудот. Тоа се така наречени article processing charges. При тоа авторите го задржуваат авторското право и потоа можат објавениот труд да го стават на своја веб страна, да го споделуваат слободно со колеги и така натаму. Моделот на Platinum Open Access, авторите не плаќаат за обработка и рецензија на трудот, а трошоците се покриваат од буџет или други извори. Таков е примерот со Croatian Medical Journal, кој што е финансиран од Министерството за наука на Хрватска. Некои списанија се целосно со отворен пристап, додека други користат хибриден модел кој вклучува и покривање на тие трошоци за обработка на ракописот и претплата за пристап до содржината. Моделот отворен пристап се појави во 90-тите години, а се прошири во раните 2000-ти години и во последните 2 децении. Традиционалниот модел на публикување базира на претходна претплата на списанијата
било да е тоа индивидуална или институционална претплата. При тоа, авторот се откажува од авторското право. Списанието го зема авторското право и може да го дистрибуира трудот понатаму. Во литературата не постои единствена и општо прифатена дефиниција за предаторските издавачи и списанија, како и ефикасна стратегија за превенција, контрола и решавање на проблемот со предаторското издаваштво. Предаторското објавување е практика на издавачите неетички да објавуваат списанија со отворен пристап заради финансиска добивка од авторите за наплаќање на надоме за објавените трудови, главно без соодветна рецензија, а при тоа тие го користат новото прифаќање на академските списанија на отворениот пристап. Целта на ова презентација е да се посочи проблемот, причините и последиците од предаторското објавување, главните карактеристики на предаторските издавачи и списанија, како да ги препознаеме предаторските списанија и што треба да направиме за да избегнеме објавување во такви грабливи списанија. И неколку збора за стратегијата за пристап кон решавање на проблемот или подобро речено убlažување на проблемот на предаторските издавачи и списанија. Иницијатор за оваа широка дебата за предаторски издавачи и списанија е Джефри Бел, библиотекар истражувач од Денвер, Универзитетот во Колорадо, кој го привлече вниманието на предаторското објавување со отворен пристап пред повеќе од 10 години и подготви две познати Белови листи, листа на потенцијално предаторски издавачи и листа на потенцијално грабливи списанија. Со експериментот на Боханон беше потврдена валидноста на овие листи на Бел во 2013 година, кога 304 копии на иста лажна студија за спречување на растот на клетките на ракот биле испратени до 304 списанија со отворен пристап. При тоа 52% од списанијата го прифатиле трудот и го објавиле, 32% го отфрлиле, а 16% од списанијата биле неопределени. Од сите списанија кои што го прифатиле трудот, 82% биле вклучени во Беловата листа. На тој начин се потврдува валидноста на таа Белова листа. Беловите листи биле поставени на неговиот веб-блог Scholarly Open Access од 2012 до 2017 година. Потоа, поради големи реакции во академската средина, беше снимнат тој блог, имаше и жестоки критики кон Бел, оспорување на неговата компетентност да дава оценка за научните списанија, за научните трудови. Тој е библиотекар истражувач, иако докторирал, но сепак не е лекар, нели, за да дава оценка на тие списанија и објавени трудови во областа на биомедицината. Како може, Андрија, да се сигне ова? Може. Може и така, погоре, уште толку не може. Океј, одлично. Дебатата што е покренал Джефри Бел во научната заедница практично продолжува и понатаму со сега поголем број на објавени трудови на оваа тема за предаторски списанија и издавачи. Сега не менува. Океј, фала. По симнувањето на блогот на Джефри Бел се појавува, така наречен, Cable's директорот на Cable, негде 2017-2018 година, кој има своји понови критериуми за наведување на грабливите списанија.
тука е веб страната. Овој директориум е ажурирана и поорганизирана верзија на Беловите листи на грабливи издавачи и списанија. Практично Бел ги пренесува сите своји информации и податоци од своите листи во овој меѓународен директориум на Кебел, како поорганизирана верзија на листите со ажурирање на грабливите издавачи и списанија на така наречена црна листа, за разлика од валидните списанија со рецензија на така наречена бела листа. Сега, дали може да го теснам јас некако? Може ли да си издеме? Мора да стои. Океј, причини и последици од предаторско објавување. Како причини веќе наведов воведување на моделот на отворен пристап во раните 2000 години, но секако и хронична причина за предаторско издаваштво е притисокот што владее во академската средина како научен императив да се објави или да се исчезне, publish or perish. Секој за предаторски писанија придонесе и брзиот интернет, нели, во 21 век. Голем број на млади истражувачи, почетници, заедно со неколку реномирани истражувачи, активно и неетички користат лажни грабливи списанија за да креираат своји биографии и библиографии на публикации со цел полесно да се вработат, да добијат финансирање на научни проекти, студии, грантови, па дури и унапредување во академски звања и кариери. Неискусни млади истражувачи можат да станат жртви на овие предаторски издавачи и списанија. Предаторското објавување троши огромни средства и скапоценни ресурси на научници и автори поради висока такса надоме за обработка на ракописот и гарантираното одобрување на ракописот за објавување во овие списанија без вистинска рецензија. Пак не функционира. Сериозна последица од предаторско објавување е загрозување на валидноста на истражувањата и квалитетот на објавените статии без ригорозен процес на рецензија, кој обично го практикуваат реномираните индексирани списанија. Објавените написи главно се со низок квалитет и валидност, што се однесува на доследноста на целите, методологија и анализа на податоци од една страна, резултати и дискусија, како и несоодветен формат на цитирање, Ванкувер или Харвард стил или формат на American Psychological Association. Има многу грешки во текстот и лажни, плагирани и искривени докази со неверодостојни факти. Притоа се губат значајни потврдени студии и валидни трудови поради објавување во лажни списанија, што би можеле да бидат проби во напредокот на истражувањата. Реков, тие предаторски списанија не се доволно транспарентни и можат трудовите да бидат сигнати од веб страната и цели бројови списанија. Објавените статии се тешко достапни и невидливи за научната заедница. Се случува некои од овие предаторски списанија да навлезат во веродостојни извори и се индексирани во реномирани биомедицински бази на податоци, како што се PubMed, PubMed Central, Medline, Scopus, Web of Science. Колку повеќе статии брзо објавува едно предаторско списание, толку повеќе пари заработува од авторите
во форма на високи такси за обработка на ракописите. Најголем проблем на предаторско издаваштво е што десетици илјади истражувачи магистрираа и докторираа, добија звања, вработувања и унапредувања, а тоа доведе до губење на кредибилитетот, рейтингот и критериумите на оценувањето и системот на вредностите, особено во првата декада од 21. век. Како пример за предаторски издавач и списание може да го наведеме Omics International. Списанието е Journal of Forensic Anthropology, преименува во Journal of Anthropology Reports. Фреквенцијата на предаторско објавување е многу голема во земјите во развој, поголема во земјите развој, иако има во сите земји. Од 2015 година се проценува дека имало 996 грабливи издавачи кои објавиле над 11.800 списанија. Од нив околу 8.000 наслови на списанија биле активни и објавиле вкупно 420.000 статии. Приближно исто како наслови на легитимни списанија со отворен пристап и објавени статии во нив. 25% од сите списанија се смета дека се предаторски, создавајќи индустрија од 10,5 милиарди долари годишно. Овде е типичен феноменот на санта мраз, при што го гледаме само оној дел над водата што плива, а поголемиот дел не е видлив. Тоа е случајот и со предаторските издавачи и списанија. Кои се карактеристиките на предаторските или грабливи лажни списанија во однос на самата инфраструктура и веб страната? Овие списанија користат име или дизајн на веб страница што силно наликува на престижно списание. Тие имитираат со некоја мимикрија, прилагодување, за да го привлечат вниманието на авторите. Присутен е лажен фактор на влијание, импакт фактор, и база на податоци, или тоа не е достапно за проверка. Нејасни процедури за ракување со ракописи и текот на работата на списанието, најчесто не постои можност за поднесување на ракописот преку интернет, нема онлайн submission, туку авторите треба да ги испраќат ракописите по приватна електронска пошта, на Gmail или на Yahoo. Не постои дигитално зачувување на објавените написи и нема политика и практика на повлекување, retraction. Лажно поставување на лого на Комитетот на публицистичка етика, Committee of Publication Ethics, на веб страницата на списанието, без тоа да биде член на КОП. Лажен меѓународен стандарден серијски број ISSN за списание со отворен пристап и тоа не може да се потврди во Directory of Open Access Journal. Лажно утврдење дека се индексирани во различни добро познати бази на податоци, како PubMed, PubMed Central, Medline, Scopus или Web of Science Journal Citation Reports. Објавените статии содржат многу грешки во граматиката и правописот, анализата на податоците и дискусијата за резултатите. Сликите и логоата се непрофесионални, искривени и матни, отстранување на објавени трудови или цели бројови на списанието без да се предупредуваат или известат авторите за тоа. Тоа е пракса на тие предаторски издавачи списанија. Насловите на предаторските списанија се до некаде близко до имињата на регистрирани афирмирани списанија и најчесто не може да се разликуваат и да се сметаат за измами. Предаторските списанија користат многу стратегии и техники за да покажат дека се реномирани, сериозни и да го привлечат интересот на млади и наивни истражувачи или оние кои би сакале многу брзо да објават труд за да постигнат напредување во своја кариера, промоција. Овие лажни списанија можат да се одржуваат од страна на едно лице и со еден компјутер. Иако одредени поголеми издавачи имаат тимови, кои работат и издаваат голем број на списанија, лажни списанија.
во повеќе области и специјалности. Во однос на ставот и однесувањето на овие предаторски издавачи и списанија кон авторите и кон научната заедница, карактеристично е дека тие агресивно настапуваат со испраќање информации преку масовни, сомнителни, неочекувани, несакани, дури и ласкави пораки на електронска пошта, со покана до потенцијалните автори да поднесат статии за престојните изданија или за посебни тематски броеви, или да учествуваат како членови на уредувачкиот одбор или да бидат дури рецензенти или уредници на тематски броеви на списанијата. Вклучување на вредни научници во редакцијскиот одбор со или без нивна согласност и овие списанија кога веќе еднаш ќе вклучат такви реномирани научници, не им дозволуваат да го напуштат уредувачкиот одбор. Доведување до неквалификувани научници во редакцијата, без да имаат ORCID ID или лажен Researcher ID. Обично овие списанија ги наоѓаат веб адресите на обично млади научници кои објавиле свој труд во списание со отворен пристап и потоа ги користат тие податоци да испраќаат повторувани нели имејл пораки, реков со ласкави содржини нели и разни понуди атрактивни нели за вклучување во едиторијал борд, рецензија, уредување и така натаму. Не постои можност за поднесување ракопис преку интернет, туку преку приватна е-пошта. Брзо прифаќање на ракописи за помалку од 10 дена и брзо објавување за неколку недели, без процес на вистинска рецензија и контрола на квалитетот, без проверка на ракописот на плагијат и јазично лекторирање на текстот. Затоа се наоѓаат многу грешки. Известувањето до авторот за прифаќање на написот за објавување е многу кратко, без никакви забелешки и сугестии за подобрување на квалитетот на статијата и со информации за плаќањето, најчесто висока такса за објавување. Висината на таксата за објавување или таксата за обработка на написите понекогаш е нејасна и може да се преговара доколку авторот реагира на тоа, се жали. Како да се предупредат научниците да ги избегнуваат предаторските списанија или што треба да направиме за да избегнеме објавување во предаторски списанија? Пред се, многу е важно зголемување на свеста на научната заедница, да се разликуваат сигурни и вредни списанија од грабливи и како да се избегнат и целосно да се бойкотираат грабливите списанија. Важно е континуираното образование, како на постојниот, така и на новиот бран научници, мора да биде цел и императив во академската заедница. За да се заштити процесот на рецензија, како срце на научното објавување, академската и научна заедница мора да постават критериуми за научен напредок, со тоа што нема да ги препознаваат и бодираат написите објавени во предаторски списанија. Тоа веќе е направено на нашиот универзитет пред 5-6 години, кога едно циркуларно писмо беше од ректоратот науки и испратено до сите факултети. Треба да се разликуваат доверливи и вредни списанија од грабливи, земајќи предвид етика на објавување, процес на рецензирање, меѓународни академски стандарди, индексирање за чувување во дигитални складишта, метрика, одржливост и така натаму. Некои автори во написи за предаторски списанија сметаат дека со подигнување на квалитетот на објавените трудови и на самите списанија со отворен пристап, со подигнување на свестоста во научната заедница, ќе се намали просторот за овие предаторски издавачи и списанија и тие би исчезнале, што е премногу оптимистичко. Пред да го испрати ракописот за објавување, авторот треба да ги провери не само црните списоци
во овој Кейбел директориум, туку и внимателно да ги процени карактеристиките на списанието и дали го има во базите на податоци за регистрација на списанија. Directory of Open Access Journals, Committee of Publication Ethics, International Committee of Medical Journal Editors, но и во познатите бази на индексирање на списанија како што се PubMed, PubMed Central, Medline, Scopus и Web of Science преку нивните официјални веб страници. Многу е важно да се процени дали може лесно да се контактира издавачот на самото списание, што кај предаторските списанија тоа е потешко. И како заклучок, на индивидуално ниво да се препознаат потенцијалните предаторски списанија, истражувачите треба да ги имаат предвид некои од горе наведените предложени карактеристики на грабливите списанија. Со еден збор, и како читатели, и како автори, треба целосно да ги бойкотираме лажните списанија. Треба да кажеме дека борбата против предаторските издавачи е преголема за поединци. Затоа треба организиран пристап, универзитетите и владите треба заеднички да действуваат и да воспостават прецизни критериуми за грантови, унапредувања, награди и други финансирања или проценки со исклучување на трудовите објавени во предаторски списанија. Треба да се воспостават програми за информации и ориентација на персоналот, програми за магистерски и докторски студии засновани на истражувачка етика и интегритет на објавување. Академската и научна заедница мора да постават и надградуваат критериуми за напредок со тоа што не ги препознаваат и не ги оценуваат трудовите објавени во предаторски списанија. Борбата против предаторското издаваштво бара активен придонес на издавачките здруженија, финансиери на истражувањата, креатори на политиките, библиотеките во академската средина. Библиотекарите можат многу да помогнат на еден автор, на еден истражувач со укажување на можни потенцијални предаторски списанија и издавачи. И практично да бидат вклучени сите засегнати страни на локално, национално и меѓународно ниво. Благодарам. Дали има прашања, коментар, дискусија? Имаме 10 минути, нели предвидено? Да. Што ни дадете интересен преглед, различните модели на отворен пристап за детален преглед на проблемот за предаторското објавување, како импликации, како да се препознаат карактеристиките на лажните списанија, како да ги избегнеме. Доколку не има прашање или коментар, слободно може да заклучиме дискусијата. Повеќе, професор Истовска. Медицински факултет, одредено испраќалишта на предаторски списанија, така да имаме можност да бидеме информирани официјално, поготово младите истражувачи да бидеме информирани. А инаку од моите искуство јас ќе кажам за еден случај колешка, тоа што беше докторант и прегледа одделение докторатот требаше да има опредка да објави два книга и не објавива редовно, не е тоliko познато и се најде во ситуација да ги објави резултати како предаторски списанија, тоа пребарбите ќе биде како јас ќе ги помогнам, некако ми га барел само да го помечи. Сега тоа е проблем, не го помекуваат. Секак се има такви случаи, речам на младите истражувачи, што по вашата презентација и да ги комуницирате, да речам, и е можности како да ја препознат. Јас верувам дека практично секој млад истражувач има некое искуство и добил некоја таква порака преку имејл, понуда за објавување на труд и друго. Велете, професор Дијана.
Благодарам за предавањето, ја мислам многу важна тема. Меѓутоа, не е едноставно да се препознаат. Вие наведовте многу, да кажем, насоки како не идем, како да се изпредуваат. Меѓутоа, сите се или индивидуални, или дали е тоа поединок, дали не сте, дали постои иницијатива некој, што наистина ќе направи листа, каде што секој еден ќе може да ја констатира и да знае што е предавање, што не е предавање. Бидејќи наистина со вакво голем проблем, јас се чудам зошто не е покрената таква иницијатива. Беловата листа беше повторена индивидуално, меѓутоа наистина се користеше, тоа може би беше обемно толку помалку на предавачки знанија од сега, меѓутоа често се вклучува реновирани списанија, високи импакт фактори, кои што ги знаеме, да ги најдеме на листа како предавачки списанија и наистина не е едноставно дури и за искусни научници некогаш да препознаат што е, што не е. Веројатно има и на листите, бидејќи тоа се сепак и индивидуални иницијативи и листите кои што постојат, деловата е многу одамна, се појавуваат и нови, нели листи, меѓутоа, така да кажам дека веројатно има и списанија кои што не се баш предавачки, нели како сите критериуми за предавачки да се најдат таму и обратно. Каде е изгледот, наистина, дали не треба една меѓународна иницијатива, кажам, за да се поедностави препознавање. Да, дебатата продолжува и разни идеи во тој правец се даваат. Имате право дека понекогаш е тешко да се препознаат предаторски издавачи и списанија, бидејќи тие многу вешто се прилагодуваат и камуфлираат. Користат разни трикови, преземаат веб страни, наслови од реномирани списанија, дури успеваат и да се вклучат во реномирани датабази на меѓународно ниво. Тешко можеме да поставиме ние резка граница меѓу предаторски списанија и реномирани списанија. Тоа треба да го сватиме како еден континуум. Крајна негативност е предаторски списанија кои објавуваат трудови без рецензија, меѓутоа има и такви кои што тврдат дека прават рецензија, кое што не е вистинска длабока рецензија, него површна рецензија, сепак нешто прават, така да во тој континуум тешко можеме да поставиме резка граница. Да. Најпозната е таа Cable директориум сега, после Беловите листи, нели, кои се симнати 2017 од блогот, токму поради овие реакции. И тоа е динамична категорија кој ќе се најде во тие црни листи, кои списанија ќе се најдат. И постојано имаше апдейтување, вклучување на нови или исклучување на тие веќе што еднаш биле вклучени. Така да е динамична. Затоа реков, е тешко решив, да не речам нерешив проблем за сега. Да, еве разни идеи, една од идеите е да се подигне квалитетот на списанијата, во реномираните списанија со open access, со посериозен пристап и на тој начин да се стесни просторот за тие предаторски списанија. Меѓутоа јас не сум толку оптимист дека на тој начин тие може да исчезнат.